Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски вчера попладне престојуваше во Кавадарци во рамките на кампањата за обнова на Македонија. Тој се сретна со кавадарчани, се ракуваше со нив, а исто време им се обрати во неговото обраќање до присутните. Тој рече дека обновата не е само градба, туку е промена на начинот на однесување на политичарите. На Македонија, нагласи Христијан Мицкоски, е потребна обнова за да се избориме за вистината, правдата и за принципите на луѓето. Да ги скршиме лагите и неоправданите надржи кои ги носи власта, лажното покачување на платите на наставниот кадар, пензиите кои се кратија и се покачуваат половина од скратеното, и да поразговараме, односно да ги поразиме оние кои ги донесува сите порази на Македонија. Тој во своето излагање во Кавадарци на градскиот площад го рече следово. Ги зголемил платите кај вработените во образованието, кај наставниците, кај професорите во основното и средното образование. Каква е вистината? Не само што не ги зголемил, туку и ги намалил платите. Зошто? Затоа што кога го зголемуваше прагот за минималната плата, не водеше сметка дека на тој начин ќе ги осакати сите оние вработени кои што имаат потпишан колективен договор, а меѓу нив вработените во основното и во средното образование. Ајде секој вработен да добие примање онолку што му следува, а му следува просечна плата без додатоци од 36.600 денари. Зошто толку? Затоа што кога ќе ги помножите 14.500 денари минимална плата со коефициентот на сложеност на работно место, што го има секој вработен во образованието, а тоа е 2,533, тогаш добивате сума од 36.600 денари. Ајде да не ги лажеме, да не ги манипулираме луѓето. Ајде да го испорачаме тоа кое што им следува согласно закон и согласно колективниот договор. Еве го повикувам и Министерството, и владата, и Зоран Заев, и синдикатот. Утре да ја исправиме заеднички таа грешка на која што сакаат да печелат ниски пари и ниски страсти. Веднаш и одма утре тоа да го направиме. Но тоа, почитувани кавадарчани, нема да се случи. Затоа што си имаме работа со човек кој што не ја говори вистината, каде што неправдата е дел од неговото секојдневие. Тој мислеше дека со малкумина кои што коленичат покрај него, кои што го обсипуваат со комплименти и хвалоспеви за неговата работа, ќе владее вечно. Дојде крајот, дојде денот кога ќе се збогува со местото кое што 3 години го узурпираше. Дојде денот, а тоа е 12 април, кога ќе следи одговорност за сите оние кои што се огрешиле пред законот и се осрамотиле пред граѓаните. 12 април 2020-та е тој ден и јас ви уверувам дека одговорност ќе има и мора да има. Сакам неколку збора и за најавеното зголемување на пензиите од 720 денари. Уште една невистина, уште една груба манипулација. Откако го смени законот и го избриша делот, каде што пензиите 2 пати годишно се усогласуваа со средната плата во државата и ги скрати пензионерите за овие речиси 3 години за најмалку 1500 денари месечно. Денеска вели, бидејќи доаѓаат избори, а немам каде да бегам, уплашен сум затоа што следи одговорност, еве половина ќе ви вратам 720 денари. Тоа така не може. Тоа така нема да биде. Луѓето за 700 денари месечно не си ја продаваа својата гордост и своето достоинство. Ке те казнат и тебе и тие околу тебе кои што ти аплаудираат на 12 април 2020 година, затоа што сакаат луѓето да видат одговорност. Сакам да зборувам и за она секаде каде што го зборувам,
a to je последниот стол под нашата програма, а тоа е не за антиквизација, не за севернизација, туку ајде да си се вратиме кон корените и едно големо да за македонизација на Македонија, да си го вратиме македонизмот во Македонија.